По нивна чест, во чест на големиот државен празник, во името на државата и на сите наши сегашни и идни идеали, го поканувам на сцената председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Повелете, господин Груевски. Добар ден, почитувани дами и господа, почитувани присутни, драги пријатели. Денес одбележуваме голем јубилеј. 70 години од Аснол и 111 години од Илинденското востание. Денес, на овој историски ден, сакам да изразам почит кон сите генерации, кои во различни периоди во нашата историја, низ различни предизвици, делики судбини и давајќи големи жртви, се изборија за суверена, самостојна и независна Република Македонија. Нивниот сон е наша реалност. Нивната жртва е наша обврска. Чест и слава за нашите херои. Чест и слава за нивната жртва. Не постои лесен пат до слободата. И многумина ќе поминат ни солзи и крв. Повторно и повторно се додека не се стигне до заветот голем колку и жртвата, тоа е слободата. Така веруваа нашите херои. Ние мора да учиме од нашето минато и мора да обстоиме и продолжиме со наша жртва за историјата и за иднината. Ние не смееме да остапуваме од патот кој тие го трасираа. Колку и да е тешко, колку и да се појавуваат препреки, ние мора да ги совладуваме и мора да бидеме цврсти и посветени на она што е наша визија и наш сон. Кузман Јосиповски Питу, еден од главните идолози на народно-слободителната борба во тоа време, ќе рече: на 2 август 1943 година се навршуваа 40 години како избувна славното Илинденско востание, откако заврши херојската Илинденска епопеја на македонскиот народ. Денеска, кога македонскиот народ се најдува пред решителна борба за извојување на својата национална слобода, споменот на Илинден треба поиќе од секој пат да свети пред очите на целиот македонски народ, пред лицето на сите честни и слободолюбиви македонци, сите кои ја сакаат својата земја, да створат се од себе за остварување на еден нов, последен и победоносен Илинден. Затворен цитат. Татнежот на двата Илиндена се слуша и денес. Нивната порака е црсто втемелена во она што сме и во она што го работиме. Затоа честа е голема. Заеднички да го одбележиме 2 август, денот кој е символ на македонската борба за слобода, на борбата за права и правдини, борбата за самостојност, државност, еднаквост и мирен живот на сите кои Македонија ја нарекуваат и длабоко ја чувствуваат како свој дом. Ова е еден од најубавите и најголемите празници на Република Македонија. Денес одбележуваме 70 години од антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија, Аснол, и 111 години од Илинденското востание. Денес на многумина им навираат спомени, им навираат емоции, се мешаат чувства на гордост, патриотизам и љубов кон татковината. Овие два Илиндена сведочат за развој на една идеја, која во себе ги крие надвабоките чувства на луѓето кои тука живееле и се бореле за низе. Од сон до сонце,
сонот за кој што тие се бореле, е слободата која ја живееме денес. И тоа биле цели генерации на луѓе, цели генерации наши предци од сите етнички заедници, култури и религии, кои имале заеднички сон и заедничка визија. Затоа денес слободно можеме да кажеме дека она што го изградиле нашите предци во минатото е нашиот најцврст темел врз кој што ја градиме нашата иднина. Затоа сме тука ние, следните генерации, за да остане траг, да се подсетиме, да заблагодариме, да ги пренесиме овие вредности и историски пораки до нашите поколенија, да вреднуваме, да прославиме, да се говори за нашите победи како нација, како граѓани, како држава, да се знае дека сме биле на исправната страна на историјата и дека нашите победи сами сме ги извојувале и затоа се поголеми во делото и позаслужни. Ние бевме дел од антифашистичката светска коалиција. Ние правата, цивилизацијските права, самостојно ги извојувавме и затоа никој не може да ни ги присвои, одземе или укине. Темел на тоа се 26.000 животи кои ги положија во светлото на слободата, нашите борци за слобода во антифашистичката борба. Ние имаме обврска тие права да ги браниме. Методија Шаторов Шарво, Кузман Јосифовски Питу, Методија Андонов Ченто, Панко Брашнаров, Петре Пируземајски, Страшо Пинџур, Емануел Чучков, Кирил Петрушев, Лазар Соколов, Михајло Апостолски, Киро Глигоров, Кемал Аголи, Венко Марковски, Кочо Рацин и уште многу други значени и незначени револуционери, партизани и носители на народно-ослободителната борба. Уште многу лични приказни и судбини, лица кои стојат достоинствено и храбро еден до друг, за нивната идеја и нивниот сон. Почитувани, сакам да го искористам овој празник за да пратам неколку пораки. Вакви празници кога се сеќаваме на вистински дела, на жртва, на труд и постојанство, се најдобриот момент кога можеме, подсетувајќи се на минатото, да говориме и за сегашноста и за иднината и да се испратат јасни пораки за нашите позиции и нашата визија. Драги браќа и сестри, ние сме македонци. Изборуваме македонски јазик. Имаме наша автентична македонска култура. И немаме никакви претензии ко Грција или кој било друг наш сосед. Ниту пак сакаме да наштетиме на било кого. Ние сакаме мир, сакаме слобода, сакаме просперитет на нашите граѓани. Ние сакаме правда. Многумина ќе речат нема правда во политиката, нема правда во животот. Не е така. Луѓето ја создаваат правдата. Од луѓето зависи дали ќе бидат правични или не. Луѓето носат одлуки и луѓето знаат да направат разлика за тоа дали едно дело е добро или лошо. Тие се моралниот суд и тие знаат многу добро која е вертикалата која ги движи. Проблемот на Македонија не е само наш проблем. Тоа е европски проблем. Ако некој мисли дека со игнорирање на овој проблем ќе создаде решение, длабоко се лаже. Проблемот на Македонија, кој го лимитира нејзиниот прогрес, е проблем кој стимулира нетрпеливост, стимулира несогласувања, стимулира нестабилност, создава предизвици. Игнорирањето само го помага проблемот да се зголемува и продлабочува, а не го решава. Европа не смее интересот да го става над принципите и над вредностите. Така само ги подхранува скептиците, кои демнат на нејзината причина за постоење и темелите на кои таа треба да почива. Честопати во говорите на европските лидери слушаме цитати
од Де Гол, Аденауер, Моне, Шуман, Черчил, Маргарет Тачер, Роналд Реган, Линкол, Кенеди или други. Но суштината на сите нивни постапки, на сите овие лидери и државници кои ги споменав, не е во убавиот речник и во историските говори и фрази, по кои се познати и по кои се цитирани. Суштината е во нивното делување, во нивните конкретни дела, во нивните конкретни постапки, вредности кои ги застапувале. Нивните изјави без делата не би имале никакво значење. Цитатите немаат значење ако зад нив не стојат дела. Време е Европа да погледне со поголемо внимание кон нас. И време е да ги оправда овие познати цитати кои ги кажуваат нивните лидери низ историјата. Да се признае јавно од некои од нив дека треба да се преговара за името и за идентитетот. Во ситуација кога да се негира нечи идентитет кој де факто и де јуре постои, е рамно на бришење на една нација, е погубно и сам показател колку рамнодушно или пак површно или лефтерно се пристапува кон ова прашање. Да се молчи кога некој негира постоење на еден јазик, кој треба да се гледа како богатство, но никако како закана, е само уште еден показател за еден вредносен систем кој е ставен пред сериозен тест. И ова не го велам претенциозно, предимензионирајќи ги работите. Не, ова го велам одговорно. Со сета почит кон сите европски лидери и кон нивните аргументи и со сето разбирање дека во некој момент и ние имаме наши грешки, предизвици. Сепак, не смее да се игнорира фактот дека ова што и се случува на Македонија е далеку од вредностите за кои се залагаат и на кои почива Унијата. За која слобода, правда и еднаквост ќе говорат тие ако гледаат како јасно се негира нечија друга слобода, еднаквост и правда. Ние не сме воопшто наивни, но Македонија има јасна стратешка зацртана цел – членство во Европската Унија и во НАТО. И за тоа има сериозни и длабоки причини, меѓу кои што и вредностни. Споменувањето на проблемот јавно не е доволно. Потребно е конкретно дело. Ние сме подготвени за разговори и за изнаоѓање на решение, но навистина е трагично како никој не може да ги убеди нашите соговорници да седнат на маса со нас и колку тоа предпазливо и срамежливо го кажуваат, па како тоа се појавуваат некакви квази аргументи кои треба да ја покријат нивната немок да предизвикаат решение. Најлесно е очигледно да се купува време, затоа што времето е практично интересот. Факт кој го покажуваат со своите постапки е дека интересите се над вредностите. Кога ќе се појави проблем, потоа најлесно е да се впрегне машинеријата и да се овине некој дека е виновен за проблемот. Тие никогаш и не се. Ние мора да се бориме за нашите правдени. Тоа очигледно е нашата судбина како народ. Ние знаеме кои сме и каде одиме. Ние само бараме внимание и праќаме порака дека без разлика на исходот, ние докрај ќе останеме достоинствени на нашите верувања и на нашите вредности. Почитувани, би сакал денес да упатам порака до нашите политички опоненти од опозицијата. Немојте да им давате аргументи на сите оние кои ги бараат за да ни направат штета, да не закочат во нашите планови и во нашите стратешки цели, заеднички стратешки цели. Ајде да седнеме и да разговараме отворено и директно како сакате да поставите барања, во ред, но поставете разумни барања. Јас ветувам дека ние како гарнитура сме спремни разумните барања да ги прифатиме. Македонија има многу поголеми предизвици од дневно-политичките интереси на поединци или на некои групи, кои не можат да се помират со нивната позиција во општеството и кои срамно се поставуваат над се. Нема да дозволам тие интереси да надвладеат.
На нашиот политички конкурент му кажав и повторно ќе му кажам. Независно на природната конкурентност помеѓу нас, мора да има мостови меѓу нас. Времињата не се воопшто едноставни за државата. Ако во нас има вина зошто се срушени, ние сме спремни да ја прифатиме нашата одговорност и да ги градиме повторно. Но и тие да ја согледаат и испитаат собствената улога и да помогнат во градењето на тие мостови. На граѓаните им е потребно тоа. На Македонија е потребно тоа. Лажните експонирања се само резултат на лична слабост и на немање капацитет. Лажните вредности и силења се резултат на состојба на заробен ум, заробен од суета и личен страв. Ние не се плашиме од ништо. Ние сакаме да одиме напред. Ние сме должни тоа да го возможиме на нашите сограѓани. Драги пријатели, сакам да испратам порака до сите оние кои ги ставаат на тест меѓуетничките односи. Ова не е 2001, ниту пак може да биде. Немојте да злоупотребувате нешто што е вака сериозна и емотивна тема. Немојте да барате причини за создавање проблеми. Причини за проблем ако некој сака секогаш може да најде или да смисли. Ајде заеднички да покажеме дека можеме да живееме сложно и со почит. Јас ќе продолжам да бидам посветен на прашањето на меѓуетничките односи. И ние нема да дозволиме ситни провокатори кои одработуваат за туги или лични интереси, кои многу добро ги знаеме, многу добро, да потпалуваат и да наштетуваат на државата и на соживотот во неа. Делото на Кемал Аголи, Камбер Хасан, Абду Алија, Неджата Голи, Ибе Паликуќа, Бајрам Шабани, Каба Лимани и други албанци и останати кои се вградени во оваа држава е посилно од намерите на некои кои гледаат само за свој личен интерес. Албанците се составен дел од оваа држава. Нивната култура и традиција е додадена вредност на нашето општество. Исто како што се тоа и турците, србите, ромите, власите, бошнаците и сите останати граѓани на оваа држава. Исто како што сме тоа и ние, македонците. Ова е наша држава, заедничка. Ние немаме резервна татковина и ние мора Македонија да ја градиме врз основа на вредности, принципи, почит и разбирање. Само така ќе можеме да докажеме дека секаде може да се живее заедно и дека универзалните вредности се реални. И ако некој ме праша која е нашата цел, нашата цел е да се бориме со сета наша сила, која Бог ни ја дал, до последниот наш атом, заедно со сите вас, граѓани на Македонија, да создадеме подобар живот во нашата татковина, да се бориме силно и посветено за нашите заеднички вредности, без разлика на сите неправди и предизвици пред кои стоиме. Ние ќе се бориме. Вие сте со нас. Јас го знам тоа. Вие сте со нас. Со нашата борба, во која сме секој ден, за нов проект, за нова реформа, за ново работно место, за нов пат, училиште, болница, фабрика, субвенции, повисоки плати, пензии, стипендии, повеќе можности и шанси, повеќе успеси, поквалитетен живот. Вие сте со нас во оваа борба и ние сме горди на тоа. Ние не се откажуваме. Македонците се народ кој не се откажува. Граѓаните на Македонија се луѓе кои не се откажуваат. Не. Ние сме народ кој се бори, кој знае дека мора да се оди напред и ова е најдобриот ден да се подсетиме на тоа. Борба. Тоа е она што треба да го правиме. Сите ние, од сите етникуми и вери, сплотени, борба за подобар живот. Иднината на Македонија зависи од нас, од нашата мотивираност, од нашиот труд, од нашата визија, за тоа каде сме и каде се гледаме.
Нашата задача не е само да ја зачуваме оставината од нашите прадедовци, туку и силно да ја надградиме. Нашата задача мораме да ја оствариме. Се што правиме не смееме да заборавиме дека ќе влијае на иднината. Одговорноста за она што ќе им го оставиме на следните генерации е само наша. На сите нас. И со истата мора да сме подготвени да живееме и да се носиме. Јас сум целосно свесен за тежината на таа одговорност. Како што бев уште во 2006-та и се уште сум свесен дека многу работи треба и мора да се променат. Треба да смениме некои практики и навики од минатото. За волја на вистината, многу нешта променивме, придвиживме, многу проблеми решивме, но пред нас се уште многу други. Иднината на Македонија е наша, заедничка. Нашите судбини се испреплетени. Без оглед на верата, етничката или политичката припадност. Го делиме и доброто и лошото. Заедно ги доживуваме и радоста и тагата. Нека тоа дополнително не сплоти, а таа сплотеност нека не направи посилни. Почитувани сограѓани, делата на поединецот ја чинат иднината на сите. Зашто ние не сме 2 милиони поединци. Ние сме неразделива заедница која ја споделува истата судбина. Во ова наше созревање осознавме дека не секогаш е лесно да се оствара желбите и соништата. Но исто така знаеме дека напорната работа и безпоштедниот труд со сигурност повеќе не доближуваат до истите. Водени од оваа мисла, така и ќе продолжиме. Препораките кои ги имаме, верувам дека не се ненадминливи. Препреките, кои ги имаме, верувам дека не се ненадминливи. Може би истите на момент се фрустрирачки и демотивирачки. Но нема да дозволиме тие да не изместат од темпото, да оствариме подобар животен стандард, побрз развој на државата, похармонично општество и подобар живот за сите граѓани во Република Македонија и пред се отворање на нови работни места во Македонија. Она што е до нас е да продолжиме неуморно да работиме, да ја надградуваме и развиваме земјата. Тоа природно ќе не доведе до нашите цели и приоритети. Македонија природно и вредносно припаѓа на европското семејство. Почитувани граѓани, драги сонародници, секој 2 август Македонија се сеќава на тежината со која е стекната нашата слобода, нашата самостојност, нашата државност. Можноста да бидеме овде, да бидеме слободни, да ви се обратам на македонски јазик, се должи на минатото, на големиот број дадени животи, на мноштвото изгубени генерации. Она што денеш е наше секојдневие, за нив било само копнеж и недостижен сон. Токму затоа, со почит ги спомнуваме нивните имиња денес и ветуваме дека нема никогаш да паднат во заборав. Тие своето утре несебично го дале за да ние имаме наше денес, а ние нашето денес да го вложуваме за подобро утре на генерациите кои доаѓаат и кои ќе не наследат. Се што правиме ние или ќе прави некој утре, треба да биде сигурен дека е пред се за доброто на Македонија. Зашто ова што го имаме денес не е само наше, ниту пак е само за сега. Го имаме благодарение на минатото и поради тоа треба да го чуваме како нешто безвременско, нешто што припаѓа колку и на нашата, толку и на минатите и на идните генерации македонци и граѓани на Република Македонија. Она што е до нас е да оставиме нешто вредно, нешто позитивно, нешто по што ќе не памета долго или барем да се потрудиме во оваа насока. Само она што е искрено и од срце сработено за Македонија ќе остане да сведочи за љубовта која една генерација ја чувствувала кон својата татковина. Токму онака како што ние денес ги чувствуваме генерациите на кои е посветен овој празник. Од сон до сонце,
Она што го изградиле нашите предци во минатото е нашиот најцврст темел, врз кој што ја градиме нашата иднина. Сонот за кој што тие се бореле е слободата која живееме денес. Да продолжиме да се движиме напред кон сигурна иднина, затоа што секоја наша победа денес е нов Илинден за идните поколенија. Нека е Ирлија денот, нека ни носи среќа светилија. Ура за Македонија! Да живее 2 август, да живее споменот, вредностите и енергијата на Асном и на Илинденското востание. Да живее Илинден! Вечно да го славиме овој ден. Да живее Република Македонија! Да сте живи и здрави! Ви благодарам!